Ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Zvučite na poledov, mirno stojíš ty, i straveno i hrabro, dođi godini, za nas značiš domiraj, tu kad si za nas, ti si naše to moto, vizija do kraja. Drame druge učilište, miru si mi ti, za site nas i temelj na ljubav i na mir, spoznanja i uspesi te kitam i jas, gordost naša si za svite nas. Drame druge učilište, miru si mi ti, za site nas i temelj na ljubav i na mir, spoznanja i uspesi te kitam i jas, gordost naša si za svite nas. Godini po tebe mnogo učele, posebni nastavnici steknale znanje, i već dugo nosiš na golem junak ti, so tebe sme gordi, gordej se i ti. Dale gruje učilište, milu si mi ti, zasite nas i temelj na ljubav i na mir, spoznanja i uspesi te hitam i jas, gordost naša si za svite nas. Dale gruje učilište, milu si mi ti, zasite nas i temelj na ljubav i na mir, spoznanja i uspesi te hitam i jas, gordost naša si za svite nas. Gordost naša si za svite nas. Браво, другари, бевте одлични, а вам, драги мои, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на вашиот омилен звон. Верувам дека сите ќе се согласите со мене дека детството е најубавиот период од животот. Период на игра, период на искрени пријателства, период на осознавање, на стекнување многу нови знаења, но исто така и клучна доба во животот, затоа што секој од нас се формира како личност. Па затоа и секое дете треба да ги знае детските права, но и обврски. Денеска на подиумот на Звон имам исклучително одговорни ученици кои редовно си ги завршуваат своите задачи. Нивна обврска беше да дојдат подготвени кај нас, а благодарение на нивната одговорност, подиумот е подготвен за најдобрите ученици од основното општинско училиште Даме Груев, село Ерџелија. Другари, добре ни дојдовте. На самиот почеток уживавме во училишната химна на членовите на училишниот хор под менторство и клавирска придружба на нивниот наставник по музичко Љупче Златев. Другари, бевте одлични, морам да признам, а време е сега ние и одблиску да ги запознаеме. Во тоа ќе ми помогнат и двајцата капитени, со нас се Лука и Матеј. Другари, повелете на подиумот и да ни кажете како е да се биде дел од вашето училиште. Јас сум многу љубопитна, а верувам и нашите гледачи. Па ајде да почнеме. Денес сме тука за да ви го представиме нашето училиште. Нашето училиште се вика Даме Груев, се наоѓа во село Ерџелија, општина Свети Николе, во убавото Овчеполие. Училиштето со работа започнува во далечната 1966 година. Натрешната површина на училиштето изнесува 2659 метри квадратни, а училишниот двор е со површина 16226 метри квадратни. Особено можеме да се пофалиме со убавините на училишниот двор и со неговото хортикултурно уредување. Во склоп на училиштето работат 4 подручни училишта. Во село Мустафино, село Амзабегово, село Кадрифаково и во село Пеширово. Нашето училиште работи во една смена.
Во него работат наставници кои ни ги пренесуваат знаењата, ни даваат поддршка и не мотивираат за да постигнеме што подобри резултати. А тука се и директорката и стручната служба, составена од педагог и психолог. Од странските јазици, кај нас се изучуваат англискиот и германскиот јазик. Во склоп на училиштето има и спортски клуб Спартанец, а играчите од овој клуб се вистински спартанци, секогаш желни за победа. Во склоп на училиштето работат и многу секции. Литературна, уметничка, ритмичка, историска секција, биологија, хемија, физика, микробит клуб и многу други. Ден кога го славиме нашиот патрон е 23 декември и секоја година ние учениците го одбележуваме овој ден со свечена приредба. Еден дел од нашите наставници се и поранешни ученици на нашето училиште. Тие своето основно образование го стекнале токму во ова училиште. Моето училиште е вклучено во голем број проекти, како што се велоучилиште, екоучилиште, меѓуетничка интеграција, антикорупција и други. Доколку сакате да дознаете нешто повеќе за работата на нашето училиште, тогаш посетете нашата веб страна www.dmruf.com. Нашето мото е вратата на еднината, се отвора со мокта на знаењето. Затоа, ние учениците од ова училиште вредно учиме и работиме за нашата подобра иднина. Браво, другари! Бевте одлични, ви благодарам многу што ми откривте како е да се биде дел од вашето училиште. А ние сите добро знаеме дека училиштето е заедница во која царува пријателството. И убаво рекле, пријателството е како цвет. Колку повеќе го негуваме, толку повеќе љубов добиваме. И не заборавајте, другари, секогаш е важно да бидеме добри другари, затоа што тоа е секогаш во мода. Во продолжение одиме да чуеме уште некоја мудрост за пријателството. Y'all ready for this? За нашите денешни гости, пријателството е најголемо богатство, а овие ученици се најстрекни кога во училишниот двор собираат лисје и ја развиваат нивната креативност. Па затоа и денеска во оваа есенска работилница може да ни се пофалат со многу убава специфична есенска изработка, а за нешто повеќе да дознаеме ќе ни открие како се викаш? Филип Ивановски. Филип, ајде да ни кажеш што направи ти во оваа работилница? Јас го избоив сонцето. Добро, и сакаш да ни пренесеш една многу убава есенска порака, ајде да ја чуеме. Секој лист ми носи среќа, шепотејќи од есенското дрво. Браво, ве многу убаво кажано. Зошто ти најмногу ја сакаш, Филип, есента? Бидејќи има многу бои. Така, што ти беше најлесно да направиш од сето ова? Најлесно ми беше да го изборам сонцето. Добро, ќе продолжиме со твојот другар, како се викаш? Спасе Георгиевски. Спасе, што направи ти во оваа работилница? Јас ги исеков лисите. Добро, имаш исто и ти многу убава порака. Да. Ајде да ја чуеме. Засади дрво, засади цвет. Направи го поубав овој свет. Супер. Ајде да ни кажеш дали ти можеби имаш некој омилен есенски плод, затоа што есента е многу богата со најразлични здрави плодови? Да. Кој? Грозито. Добро. Твојата другарка се вика? Меланија Станојковска. Меланија, што направи ти тука? Јас ги лепев листовите. Добро, дали тоа ти беше најинтересно, затоа што ми откривте дека имавте многу убава активност? Да. Дали често собирате есенски лисја во училишниот двор? Да, И што најчесто правите на часовите по ликовно со нив? ги лепиме. Така, и правите многу убави есенски изработки. Да, Ајде да чуеме зошто ти најмногу ја сакаш есента? бидејќи паѓаат листовите и се во многу бои.
Така, исто и мене ми е затоа омилена. А да чуеме и твојата порака. Што напиша за есента? Слушајте, ветрот станува посилен и воздухот полн со лисја. Супер. Продолжуваме со твојата другарка. Како се викаш? Евгенија Арсовска. Евгенија, ти зошто најмногу ја сакаш есента? Есента ја најмногу сакам, бидејќи има многу листови. Така, и можеме да си направиме многу креативни изработки со тие листови. Дали ти е поубаво кога тоа го правиш со твоите другарки? Да. Секогаш е Со поинтересно другари. со нив. Така, ајде да ни ја кажеш и ти пораката за есента. Зимата е удобност. Пролетта е слика со акварел. Летото е слика со масло, а есента е мозаик од сите заедно. Многу убаво кажано, ти благодарам. И твојата другарка се вика? Еленора Ристовска. Еленора, зошто ја сакаш есента? Бидејќи во неа има многу листови. Супер, а имаш исто многу убава порака, ајде да ја чуеме. Ја сакам есента, единствената сезона во годината што Бог ја создал, единственото поради незината убавина. Супер, да чујам силен аплауз за овие ученици. Многу убави одговори. Слушнавме колку им е убаво на часовите по ликовна, но исто толку им е убаво и на членовите од драмската секција во ова училиште. Сега ќе имаме можност да поразговараме со дел од нив, а исто така и да ги видиме нивните актерски способности. Најпрво, кој од вас ќе ми каже со кого ја подготвивте драматизацијата? Вие сте горди што сте ученици во ова училиште, па затоа и подготвивте драматизација со ликот и делото на вашиот патрон Даме Груев. Ти беше Лука, така? Марио, кој беше од вас Лука? Лука, ајде да ни кажеш со која наставничка се подготвивте? С Валентина Лукаро Штерко. Супер. И колку често правите драматизации? Во неделата 3-4 пати. Одлично. Сега сте подготвени да ве видиме, така? Одлично. Со нас е и Марија. Марија, ајде ти да ни кажеш нешто повеќе за драмската секција. Не си Марија, како се викаш? Дијана, повели? Во склоп на нашето училиште постои историска секција. За оваа пригода подготвивме драма посветена за нашиот патрон војвода Даме Груев. Супер. Подготвени сте, другари, да започнете? Ајде, повелете, подиумот е ваш, а наше е да ги охрабриме со силен аплауз. Фукара селска во Опинци, мене ќе ми праќа глоба врз глоба. Каде е тој Дамјан од Груевци, војвода? Ајде да го видам. Излези, Дамјане. Полека попе, каде вака? Ау, на високо се подкачил. Деме кога ќе победите, да бидете поблиску до начасот, а ќе победите кога ќе си го видам тилот. Многу јадесли попе. Сус, анатемик ни заеден. Излези, Даме, може би јас сум те крстил во Света Водица. Покачи се уште еден басамак, попставре, и да се доближиш до Бога. Кој одам многу заборави? Веќе одам набацив кама и револвер, а тоа е друга религија. Ова е срамата за мене. Дошла Света Мантија кај селски шајак. Што не те јасно, попе? Кажи одма, иако насетувам. Ни столица не ми нудиш, а и уште книжулчиња ми праќаш. Оној дирикожа се вали ми повара 30 лири. За да ја помогнеш организацијата, попе, која колку може. Некој грош, некој лири. Знаеш ли колку чинат малихерите? Полека, Дамјане, имам уште, а после ми повара 40, последниот на 50 лири. И ако да не ги криеш под душици. Слушај, попе, ова е народен заем, да извојуваме своја држава и народни правдени. Па не убаво ние да спиеме на папрата тие на пари. Кај даде опашавте реденици, сега сте вие власт. Грејота, јас сум сиромав човек, имањето ми е мир со попадијата, а куќата сам ја прави. Тулап по тулап, се по стари години ме терате да питаче. А лаже со голем устап вставре, 50 лири. 50? До утре. Не давам. Не давам, со мој пари да радите купилиња. Не давам. Ајде да оди си попставре. Ке се жалам и да знаеш дури до ќуматот ке се жалам. Петре! Кажи, војвода. Петре, викни ги децата што треба да влезат во четата, за да примат заклетвата. Сега, војвода. Ајде, деца. Добро дојдовте, јунаци. Ајде сега да се заколнаме. Се колнам дека ќе се борам со сите своји сили. Се колнам дека се борам со сите своји сили. За слободата на Македонија. За слободата на Македонија. И дека ќе го дадам својот живот ако треба. И дека ќе го дадам својот живот ако треба. За целите на организацијата. За целите на организацијата. Нека бидам убиен од овој пиштол и оваа кама. Нека бидам убиен од овој пиштол и оваа кама. Што ги целивам. Што ги целивам. Ако е прекршен заклетвата. Ако е прекршен заклетвата. Смрт или слобода за Македонија. Смрт или слобода за Македонија. Се законно. Се законно.
Браво, другари, секоја чест. Бевте одлични. Се законот. Се законот. Ајде, јунаци, одиме! Ги испративме нашите јунаци, беа многу добри. Продолжете да го негувате талентот, а ние подсетуваме дека од 25 октомври до 1 ноември под мотото Размислува и критички и составија целата приказна се одржуваат 4-тите поред денови на медиумска писменост. И секој од нас треба да има зголемено ниво на медиумска писменост, доколку сака правилно да ги користи сите медиуми. А во оваа прилика ќе ги повикам и Дијана и Викторија. Продолжуваме со нашите посветени ученици. Сега сум во друштво на влюбеници на пишаниот збор, па затоа и се членови на секцијата по македонски јазик. Ајде, Дијана, ти да ни кажеш нешто повеќе за работата на оваа секција. Мотото на литературно-рецитаторската секција е љубовта и желбата да се нурне во тајните на непознатото, а сината капка од перото да тече како бескрајна река на зборови. И значи да се биде поет, да се биде писател. Таа во нашето училиште обстојува повеќе од 15 години, под раководство на наставничката по македонски јазик Катерина Алексова Наумова. Во секцијата учениците пројавуваат интерес кон создавање прозни и поетски творби, притоа правејќи ги првите обиди на полето на литературата. Активноста на учениците се проширува на организирани литературни средби со секции од други училишта, кои истовремено се збогатени и со присуство на фирмирани поети и писатели, а членовите на секцијата се носители на многу активности во рамките на училиштето и пошироко. Членовите на секцијата редовно учествуваат на распишани литературни конкурси и многу често се закитуваат со епитетот најдобра творба. Прво освоена награда, а поретко и некоја втора. Супер, Дијана, на кои литературни конкурси имате учествувано досега? Во учебната 2021 и 2022 година учествуваме на 15 на литературни конкурси, на кои добивме награди на локално ниво по повод Месечна книга и Ден на поезијата што ги организира Домот на културата во Свети Николе, на литературен конкурс по повод Патрон на градот Свети Никола, први награди на детските фестивали Ракатки, детски лирски треперења, Пролет на сребрените соништа, за Денот на пчелата, конкурс распишан од Сдружение на просветни работници. Не да се фалиме, ама последното постигнување го имавме деновиве. Добивме прва награда и втора награда на втората манифестација Жуборење од Радика, а истите се вметнати и во зборникот на овој фестивал. Да слушнеме фрагмент од прво наградената песна Гласот на љубовта. Супер, само пред да го чуеме, да чујам силен аплауз за овие награди. Ајде сега Викторија повели. Гласот на љубовта. Понекогаш и молкот немо зборува, а погледот ги издава закопаните надежи. И колку и да сакаш тајна да скриеш, сјајот од очите раскажува сказна, од која полека се топи сечи и мраз. Часовникот полека отчукува, миговите се нижат, а ти посакуваш времето да запре и да се роди нова искра, надеж. Многу убава поезија, да чујам аплауси за сето ова. Викторија, ајде да ни кажеш што најчесто правите вие во оваа секција? Се запознаваме со многу нови автори, читаме многу книги, пишуваме текстови, песни. А од каде ти најчесто ја црпиш инспирацијата за сите овие од одредени настани? Супер, ти благодарам многу. Продолжете да го негувате вашиот талент и да бидете дел од оваа секција по македонски јазик, затоа што ако сакаме да бидеме добри поети или добри актери, најпрво треба да имаме талент, а потоа треба да вложуваме многу во себе. Треба да го сакаме пишаниот збор и да читаме многу книги. Незалудно рекле дека и книгата е нов прозорец кон светот. Еден ден таа може многу да ни послужи, па затоа во продолжение одиме со добра мисла и добра книга. Добра мисла, добра книга и убавиот збор железни врати отвара. Тоа е добра мисла. Марта е многу добра книга. Морате да ја прочитате. Господар на прстените, филм што не смеете да го пропуштите. А која е вашата добра мисла, добра книга и Па не знам, може да добра книга, добра мисла, добро знаење, добро повеќе инспирација за повеќе учење и добра забава. Добра мисла, добра книга и добар ученик. Добро однесување. Може би добар другар. И добро
учење? Добар хумор. Добар филм? Suicide Squad? Добар пријател. Добра книга Бојан? Добар свет, подобар свет. Y'all ready for this? Книгите се вели дека се нов прозорец кон светот, затоа што од нив црпиме многу сознанија и учиме многу важни животни лекции, како што се одговорноста, лагата, измамата, насилството, а денеска другаруваме со исклучително свесни и одговорни ученици кои добро ги знаат детските права, па затоа и дојдоа подготвени со драматизација на оваа тема. Михаела, ќе ни кажеш ли со кого ја подготвивте? Со наставничката Слајана Маџо и наставничката Катерина Алексова Наумова. Супер, поздрав до наставничките. Јас имав можност да видам дека многу убаво ве подготвиле, а сега ќе имаат и гледачите. Подготвени сте да започнете? Да. Ајде, ние да ги охрабриме со аплауз, а вие другари може да почнете. Добар ден! Добар ден! Зошто плачеш, Кристијан? Што се случило? Јас, наставничке, мене не требаше Теја. А каде е Теја? Таа наставнички се замина дома. Што се случи? Зошто се теба? Таа ми рече дека јас сум бил магар. Лично, тоа воопшто не е смешно. Што се случи потоа? Кажи ми ти, Деана. Тие и бацата се врдуваа наставничке. Таа го нарече магаре, а тој нејзија нарече коза. Потоа се степаа. Е, многу во. Така ли треба да се однесуваат другарите еден во друг? Така ли се учиме секој ден? Да. Добар ден, наставничко. Јас дојдов да разговарам со Кристијан бидејќи ја тепал Теја. Добар ден, баш ми е мило што дојдовте. Теја, како си ти? Добро сум, наставничке, само Кристијан ме тепаше и јас заминав дома и се и кажав на мама. Убаво што си кажала нејзино, те замолувам сега и на нас да ни кажеш што се случи. Јас си пишав по табата и да ја избришев со сунгерот го измокрив Кристијан. Навистина? Да, наставничке, тој помина и ми рече да внимавам. Кажи како те тепа, како ти удараш лаканици, боксови, клод. Навистина Теја толку многу те тепаше? Не, наставничке. Е, како не? Па нели кога дојде дома така ми кажа. Кажува веднаш да не ти стапам сега јас. Но тој помина и ми рече да му се извинам. Но јас не сакав. Тој рече не се извинуваш, бидејќи си коза. Јас му вратив дека тој е магар и тој ме турне во табот. А така значи, сепак ти си виновна. Зова ќе разговараме дома со татко ти. Ова нема да помине неказнето. Ве замолувам, се ќе се реши тука. Ученици, се согласувате ли? Да. Ајде Теја, ајде ти Кристијан, земете го нашето пано и сега да ми кажете зошто доаѓаме на училиште. Сите ли имаме право на образование? Да, но кои се нашите одговорности? Да учиме, да слушаме и да пишуваме. Каде живееме и со кого? Сите ли имаме родители, родителски дом и љуби? Да, но кои се нашите одговорности? Да слушаме родителите и да не ги лажеме. Имаме ли право на другарство? Да, имаме право на игра и дружење. Така ученици, но кои се нашите одговорности со ова право? Да ги почитуваме другачилите, да не ги навредуваме и да не ги удираме. Така ученици, Теја, Кристијан и останати. Сите ние можеме да погрешиме, но најдобро е кога ќе погрешиме да исправиме грешки. Сакате ли нешто да кажете? Ајде, Кристи. Јас погрешив, наставничке. Не требаше да ја навредувам другарката. И мене ми се случува некогаш некого да испрскам со сунгерот. Извини Теја, прости ми што те потурна во таблото. Повеќе нема да правам така. Извини и ти, Кристијан, не требаше така да направам. Извини и ти, мамо, јас сум најстрекно дете што видам тебе и тата. Извинете и вие, наставнички. Жалам што ова изложа, веќе нема да ми се повтори. Добро, ученици, браво за вас. Ајде сега доближете се да видат кога си ги знаеме правата, треба да ги почитуваме одговорностите. Само така ќе живееме во мир и љубов. А сега да го продолжиме часот.
Браво, другари, ни испративте многу убава порака и да, вистина е така. Секој од нас треба да биде одговорен и да биде свесен, а ако се грижиме за себе и за нашето однесување, треба да се грижиме и за се што не обкружува. Тоа се вика екосвест. За оние кои што не знаат, учениците од Основното општинско училиште Кирил Печиновик во следниве неколку минути ќе ви кажат што е тоа. Дали некогаш ви се случило да пружите рака и да скинете некоја гранка или цвет, но потоа да се предомислите? Или пак да сакате да го фрлите отпадокот на земјата, но да се засрамите? Добро е кога е така. Тоа значи дека ти си еколошки свесна млада личност, а твојата еколошка свест те опоменува да не го правиш тоа. Убаво би било кога сите така би размислувале. А сега ќе ви кажеме неколку интересни факти за екологијата. Може би ќе разбудиме еколошката свест кај секој од вас. Многу одамна, во далечната 1866 година, зоологот Ернест Хекел за прв пат го вовел поимот екологија. И замислете, го дефинирал како економија на природата. Знаете ли зошто? Поимот екологија потекнува од старогрчките зборови оекос, што значи дом, и логос, што значи наука. Значи, екологијата е наука за нашиот дом, а нашиот дом е планетата на која живееме. Најчесто поимот екологија го користиме како синоним за заштита на животната средина, бидејќи тој го проучува односот на живите суштества и животната средина во која што живеат. Но добро е да знаеме дека заштитата на животната средина е само една од областите со кои се занимава екологијата. Всушност, екологијата е мултидисциплинарна наука. Таа е гранка на геологијата, географијата, метеорологијата, хемијата, физиката и педологијата. Но пред се, екологијата е начин на живење. Екологијата не учи да ги сакаме другарчињата, да ги сакаме растенијата, животните и природата што не окружува. Секој млад екологист треба да знае дека природата е богатство, што треба да се чува. Дека без вода нема живот, а без чист воздух нема здрав живот. Не е тешко да се биде дел од големото семејство екологисти. Со будна еколошка свест ќе живееш во чиста животна средина, без отпадоци, со зелени површини и чист воздух. Еколошки да живееме и еколошки да мислиме е само начин на живот и чекор за спас на нашиот дом, на планетата на која живееме. Y'all ready for this? Денеска другаруваме со исклучително свесни еколошки ученици кои постојано се залагаат за значајноста на здравата и чиста животна средина, а за тоа најдобро сведочи нивното учество во екопроектите и проектот Вело училиште. Драгана ќе ни открие од кога и на кој начин се реализираат еколошки содржини во нивното училиште. Драгана, повели. Во нашето училиште Даме Груев, село Ерџелија, години назад се реализира интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. При реализација на поголемиот број часови при различни наставни предмети се имплементираат еколошки содржини. Исто така во училиштето постои екоодбор и еколошка секција која активно работи според однапред направената програма. Во рамките на работата на еколошката секција се спроведуваат еколошки акции за обележување на значени денови, како што се денот на пролета 21 март, Ден на планетата Земја 22 април, Ден на биодиверзитетот и заштита на животната средина 5 јуни, Меѓународен ден на мирот 21 септември и така натаму.
За некои од екоакциите кои што спроведуваат на интернационално ниво, нашето училиште има добиено и сертификати. Супер, Драгана, кои активности ги имате направено во рамки на вашата екосекција? Дамен Груев е исто така и активна велочленка, дел од велозаедницата и учествува во сите акции за застапувањето за здрава животна средина и одржлив развој, промоција на велосипедизмот, обележување на Европската недела на мобилност и така натаму. Супер, а дали имате соработка со некои други екоинституции? Да. Нашата екосекција има долгогодишна соработка со Македонското еколошко друштво на кое што сме им неизмерно благодарни. Бидејќи секоја година во корелација со наставните содржини по предметот природни науки ние спроведуваат едукативни предавања на тема Балкански рис и белоглавниот мршојаден орел кој порано екзистирал на територијата на Овчеполието. Исто така, екоакцијата соработува и со локалното ловечко друштво Еребица Свети Николе, со кое што имавме едукативни предавања на тема автохтони, растенија и животни и позитивни и негативни влијанија на човекот врз животната средина. Супер, Драгана, ајде да ми откриеш која ти беше тебе омилена активност во рамки на екопроектот? Мојата омилена активност во рамките на екопроектот беше кога возевме велосипед. Ние возевме велосипед, се забавувавме, а исто така при тоа научивме и многу работи за велосипедот. Така и покрај тоа што живеете во предел со многу богата природа, вие секојдневно се грижите да ја зачувате чистотата на воздухот. Ајде сега да ми кажеш дали повторно сакаш да учествуваш во ваква екосекција и колку често имате во вашето училиште, затоа што пред почеток на емисијата ми откри дека постојано се залагате да имате чист училишен двор, да ги чистите постојано училниците, секој од вас ѓубрето во канта да си го става, така ли е? Тоа треба секој да го прави. Ти благодарам многу, Драгана. Повторно те очекуваме да дојдеш кај нас во Звон и да зборуваш за успешно реализирани еколошки проекти. А нас убаво не потсетија учениците од Кирил Печиновик дека екологијата е наука за нашата земја и ние постојано треба да се залагаме за нејзина здрава и за нашата здрава и чиста животна средина, доколку сакаме да живееме во една убава планета која што ќе биде добра за сите нас. Во приложение, додека сме длабоко нурнати и впловени во науката, одиме да ги видиме и учениците од Јан Амон Коменски како се снаоѓаат во овој свет. Сигурно знаете дека силуетите постојат насекаде околу нас. Пример за силуета можеме да ги дадеме сенките. Секој има своја единствена силуета. Силуета има сите нешта што не обкружуваат. Силуета може да биде слика од личност, животно, сцена. Тие се во една боја, најчесто се во црна. Тие слики се без детали и често се поставуваат на светла позадина или на бела. Верувате или не, знаете или не знаете, многу одавна пред да бидат измислени телевизорите и фотоапаратите, луѓето плаќале за да им цртаат портрети. Тие биле навистина многу скапи, бидејќи биле цртани од врховни уметници. Во 1700-тите, Ейтин де Силует измислил нов и поевтин начин за правење слики, односно портрети. Тој ги измислил силуетите. Замислете се себе, цели обоени во црно. Тоа може да го прикажете на платно. Доколку пред него ставите изворна светлина, односно лампа, можете да исечете фигури, можете да направите театар од сенки. Тоа е интересен експеримент. За силуетите ги сретнуваме на повеќе места, во уметнички слики и фотографии. И исто така кога нашите мајки и бабини прават колачи, тие користат форми, односно силуети, кои им помага да ги формираат колачите во формата која што ја сакаат и слично. Светлината е суштинска важност, што и треба исто и на растенијата. Една светлосна година е колку светлината ќе патува во една година. Една светлосна година е мерка за оддалеченост, а не мерка за време. Знаете ли дека светлината со помош на огледала може да се искористи како оружје? Во античка Грција, кога тогашното Римско царство ги напаѓале грчките градови, на Архимед му текнало како да се го одбрани својот град.
Тој поставил огледала на брегот и ги насочил кон сонцето. Кога сончевите зраци се спуштиле и се одбиле од огледалата, тие ги запалиле римските бродови и така Артемид си го спасил градот. Тоа звучи како легенда, ама не е. Во 1970 година еден грчки научник го повторил експериментот и докажал дека е можно тоа што го направил Архимед. Y'all ready for this? Науката е интересна затоа што преку неа постојано може да го надоградуваме нашето знаење, но и да се впуштаме во нови предизвици. Јас сум во експерименталната работилница на учениците од основното училиште Даме Груев, кои одлично се снаоѓаат во светот на хемијата, па затоа и денеска ќе ни презентираат еден експеримент од оваа област. Тука се Никола и Мелани, па другари, ајде да почнеме. Започнуваме со тебе, Мелани, или со Никола? Добар дојдовте во секцијата на млади химичари. Добар ден и од мене, ние сме веќе 2 години во оваа секција. Сега сакаме да ве запознаеме со некои хемиски елементи. Првиот хемиски елемент со кој сакаме да запознаеме е железо. Железо со символ Fe од латински ферум и атомски број 26. Тој има сива боја и зафаќа поголем дел од земнината кора. Тоа е четврт најчест елемент во надворешни внатрешното јадро во земјината кора. Најчесто се наоѓа во железните руди. Како што рековме, има сива боја, ковлив е, има магнетни својства и добар спроводник. Јас ќе ве запознаам со хемискиот елемент сулфур. Тоа е неметал со хемиски символ С и атомски број 16. Има жолта боја и е во кристална цврста супстанца. Во природата може да се најде како чист или во состав на сулфурни минерали. Нема мирис и вкус. Кога е во соединение водород сулфид, има мирис на расипано јајце. Сега ајде да ги помешаме еден метал и еден неметал. Ќе добиеме смес. Мелани, дали знаеш како можеме да ги одвоиме? Железото има магнетни својства, можеме со магнет. Сега ќе имаме можност тоа и да го видиме, така? Го деливме железото од сулфурот. Да. Така? Добивме успешен експеримент, треба да заслужува еден аплауз. Никола, што ќе ни представиш ти? Оваа смеса сега која загрееме ќе добиеме железо сулфид. Таа ќе нема магнетни својства и ќе не можеме да ги одвоиме. Исто така и железото има магнетни својства кои можеме да ги покажеме. Добивме уште еден успешен експеримент, заслужува аплауз. Кажете ми колку често правите експерименти на часовите по хемија? Зависи од содржината на часовите. Добро, а дали така полесно ги совладувате содржините? Да. Добро, ви благодарам. Продолжуваме со овие посветени ученици кои се одлични во секоја област, но исто така си одлични иноватори. Со нас е, како се викаш? Матео. Ајде да ни покажеш, односно да ни представиш што ќе направиме во оваа работилница и што се состои вашиот клуб за микробитови. Во нашето училиште Даме Груев веќе 4-та година постои микробит клубот, кој моментално брои 9 ученици. Тие изработуваат различни проекти со самиот микробит уред. Микробитот представува една плочка која може да се програмира и да извршува некои наредби кои ние му ги задаваме. Тоа е програмирано да испраќа информации преку трепкање на сијаличките, преку сензори за светлина, за температура, за брзување, Bluetooth и пинови за поврзување со други уреди. А какви програми може да се креираат со микробит уредите? Може да програмираме програма за прикажување на температура во просторијата, дигитална коцка, сензор за светлина, мерач на чекори, кои тие можат да се комбинираат за да се создадат посложени уреди. А каков проект денес ќе ни покажете? Денес покажуваме проект за економично наводнување. Знаеме дека водата е најбитниот ресурс во целиот жив свет. Со климатските промени стануваме се посвесни за значењето на овој ресурс. Нашиот проект преку мерачот на влажност испраќа Bluetooth сигнал кој не известува за влажноста на почвата, па на тој начин би придонеле за заштита на време при одгледување на животната средина. Супер, само да видиме како функционира вашиот микробит. Кон камерите да покажеме.
со трепнува на сијаличките. Така, и што ни известува овој микроби да им кажеме? Дека на нас ни треба вода. Одлично, да чујам аплауси за овој успешен микробит. Ви благодарам многу, другари. Повторно ве очекуваме во Звон со волку убави експерименти, а ние добро знаеме дека е најубаво и најсладко кога сме успешни, но уште посладко е кога сме наградени за нашите успеси. Тогаш и насмевката е онаа која што го краси нашето лице. А како викаат, насмевката е како сонце. Не заборавајте да бидете нечие сонце и денеска. Ние во Звон секојдневно со задоволство тоа го правиме за вас. Затоа во продолжение одиме со уште една голема насмевка. Y'all ready for this? Денеска си поминавме многу убаво, се нурнавме во светот на науката, експериментирањето, глумата, актерството и сето она што нас не прави секогаш среќни. А денеска си поминавме одлично благодарение на нашите денешни гости, ученици од Основното општинско училиште Даме Груев, село Ерџелија. Другари, беше прекрасно во ваше друштво, па затоа ве очекуваме повторно да бидете наши гости, а сега се одјавуваме со звуците на Брамс, благодарение на ритмичката игра која подготвија второ, трето, четврто и пето оделенците од ово училиште. Од мене довидување, Звон повторно ќе звони и утре во 10:30 часот. Уживајте!